Најголем проблем со кој се соочуваат повозрастните слепи и слабовидни лица е слабата инклузија во општеството, но и невработеноста. Статистиката покажува алармантни податоци. До пред 4 години над 90% од овие лица биле неписмени. И кај возрастните слепи лица во Македонија ние имаме проблеми во смисол на инклузија и вработување, и за таа цел во оваа фаза барем имаме само во Скопје отворено центар за поддршка на слепи лица кои што се повозрастни за зголемување на степенот на вработливост на тие лица, и тие посетуваат курсеви во рамки на центарот, како што се курсеви за Браево, курсеви за информатика, курсеви за англиски. Скапата и софистицирана опрема со која располага ресурсниот центар лоциран во основното училиште Гоце Делчев во Штип е достапна за сите. Лјатифи ги повика членовите на здруженијето да ги користат помагалата. Печатарот, но не само печатарот, и свелтач фјузерот, и механичките браеви машини, и дигиталните лупи кои што се наоѓаат во центарот, и сите дидактички материјали да се искористат од страна на здруженијето и од сите слепи слабовидни лица од Штип, без разлика на нивната возраст. Најголем проблем со кој се соочуваат слепите и слабовидни лица е неможноста тие сами да се ги средуваат документите, бидејќи за извод од родени или документи поврзани со урбанизмот, овие лица со себе треба да имаат придружба. Од УСЕ алармираат дека општина Штип треба да размислува и во насока отварање на центар каде што сите овие лица ќе можат без проблем да си ја уредуваат и својата документација.